Сврзано со констатации од страна на и невладини организации и државни институции кои констатираат дека во голема мерка е присутно оружје меѓу младите. Значи од она како се нарекува студено ладно оружје, ножеви, но и огнено оружје. Има исто еден податок кој вели дека беше досретнав дека во Куманово и во Тетово девојчињата се несигурни и заради тоа носат во ташните спрееви за заштита и некакви други средства со кои мислат дека ќе можат да се заштитат од насилството што го генерираат нивните врстници. Пред да одговорам на ова прашање, може ли само малку да се надоврзам на она што пред малку следеше? Ние многу често и во повеќе наврати, да кажам, до сега сме говореле за однесувањето на децата и често пати ги критикуваме, можеби многу поретко ги фалиме за тоа како се однесуваат децата. Меѓутоа и она што вие го спомнавте дека децата секогаш бираат некој модел на однесување. Тоа се најчесто личности кои што се во нивната близина, нели во нивното опкружување, дали се тоа родителите, дали се тоа наставниците, дали е тоа медиумот или пак се компјутерот, како и да е, бираат одредена личност која што е во нивно опкружување. Меѓутоа, кај мене сега се наметна една друга дилема, пак, дали може некогаш да проговориме за однесувањето на возрастните? Значи, каков модел имаат децата за да изберат? Тие се слика на возрастните. И сега тука малку треба да се запрашаме, значи ние, дали како родители, дали како професионалци, дали како, не знам, личности од јавниот живот, треба нешто да смениме во нашето однесување, да покажеме некој добар пример, па за да може децата да бидат или да не земат како добар модел на понатамошното нивно однесување. Можеби е како некоја тема за некоја идна емисија, тука може и малку треба да се проговори, значи барем по мене, за однесувањето на возрастните. Да. А оружјето? А оружјето и за тоа ќе одговориме. Точно е, сега можеби не е толку драстично голема бројката како што вие ја посочивте дека учениците или младите носат оружје во училиштата или надвор од училиштата, но секако дека е присутно. Значи како појава го имаме. Изминативе неколку години од страна на Министерството за внатрешни работи, или да зборувам конкретно за секторот за внатрешни работи во Скопје, беа спроведувани одредени активности, да кажеме, во смисла да се врши претрес на учениците, дали е тоа во автобусите или да се легитимираат од учениците пред доаѓањето во училиште или по завршувањето на часовите. Беа пронајдени одредени предмети, не зборувам за огнено оружје, значи иако го има тоа е во сосема мала бројка, меѓутоа повеќе беа тоа некои ножиња или некои штрафцигер или не знам тие боксирачи како и да ги викаат, е присутно, но не е нешто што е застрашувачки, да кажеме тоа, или во толку голем процент да... Остана она што пред малку сакав да односно реков дека малце подоцна ќе разговараме за организирањето на насилничките групи, банди, што ги поврзува, што е тоа, имате ли некакви анализи правено, сознанија, постојат ли некои групи кои ги имате идентификувано? Како изгледа таа слика на... Навивачките групи се нели групи кои што се, да кажеме, припаѓаат односно на одреден фудбалски клуб или одреден спортски клуб, без оглед на тоа дали е нели фудбалот во прашање, дали е кошарката, дали е ракометот и така натаму. И тоа е нешто што треба да постои, нели бидејќи го бодри клубот и има многу голема улога во одигрувањето на одреден настан кога нели е полн стадионот со една навивачка група. Меѓутоа можеби тука се малку изместени сега некои критериуми, бидејќи нели пред малку кога говорев за тоа реков дека ние од корен треба да направиме некакви промени, па точно и во овој дел да кажеме. Убаво би било кога еден таков настан од спортски карактер, кој што е да го направиме едно место каде што секој родител со своето дете или сите луѓе кои што се љубители на тој спортски настан би дошле и би се чувствувале пријатно, да кажеме, за време на утакмицата. Но за жал овие групи, како што реков, со своето нели непожелно или асоцијално однесување, многу често ги омаловажуваат, па дури оние љубители на спортот кои што дошле и со најдобри намери да го проследат тој настан, или со нивното хулиганско однесување, дивење или, не знам, погрдни зборови и така натаму.
Секако дека Министерството за внатрешни работи соработува со сите тие клубови што се и организатори, да речеме, на сите тие спортски настани, има одредени категории на навивачи кои што се, например, по, да кажеме, изразени со своето негативно однесување и контактира со нив. Еве непосредно и пред, а и после настаните кои што се случија на плоштадот, да кажеме, во полициската станица, не беа приведени, не зборувам значи конкретно за настанот, него имаше состанок со навивачката група и со организаторите на тие групи и на нивните подгрупи. Значи се одржуваат такви состаноци повремено, некогаш пред самиот настан, некогаш на пошироко ниво, меѓутоа реков, се случувале и ќе се случуваат вакви појави. Постојат ли, само едно прашање, постојат ли, освен овие навивачки групи за кои зборувавте сега, постојат ли некакви банди кои се организирани по одредени места во Републиката или во Скопје? Поврзани со насилството, со насилство или криминалитет, а се малолетници или адолесценти, да речем? Па мало, сега ако зборуваме, значи едно е кога говориме за насилството и навивачките групи на спортските надпревари, а сосема е друго малолетниците кои што вршат кривични дела. Значи постојат одредени групи на малолетници кои што вршат кривични дела. И тие си се наоѓаат меѓу себе и одреден вид на криминалитет, да кажеме, го вршат во група. Некогаш е групата од 3 до 4, некогаш е повеќе и така натаму. Немало до сега некаква изразена насилност во однос на нивното делување во... Па, за жал, последниве години бележи, да речеме, пораст тој облик на насил. Да. Каде што малолетници во група, например, составени некогаш и од деца, тоа помлади до 14 години, па дури и малолетници, но и постари, да кажеме, полнолетни лица се организираат и вршат разбојништва. Разбојништвата се главно карактеристика можеби на главниот град, да кажеме на Скопје, каде што оваа група, реков, од 3-4, некогаш можеби и повеќе лица, пречекуваат своји врсници или некои помали деца и со сериозна закана дека ќе нападнат по нивниот живот или со вербална закана, најчесто им земаат мобилни телефони или сите пари што ги носат со себе. Тоа е, значи, бележи пораст ова насилничко однесување, да кажеме, на Македонија. Јас само сакам да кажам дека безбедноста на граѓаните треба да биде гарантирана од полицијата. Кога има ваков тип на настани, каде што има група на тинеџери од 14, 15, 16 години, каде што најчесто агресивно се однесуваат кога се во група, но не и кога се сами. Тоа е многу интересно како феномен и знаеме отприлика зошто се случува тоа. Тоа е механизмот на толку. Каде што има одреден набој на емоции, на можеби доза на агресија, на омраза кон одредена групација, поинаква од нивната, значи еден модел на, би рекол, на сојузништво. Полицијата мораше да го предвиди ова и во сите, не само ова, и во сите други настани, посебно по напуштањето на стадионите, дека е возможно ваков тип на однесување и повреда на граѓаните кои си поминувале, шетале или во овој случај ги користеле услугите на изгалиштето. Значи, не може да се амнестира од одговорност полицијата, затоа што имаат информации на ризично однесување во група по напуштање на спортски објекти од страна на младинци, независно од која етничка припадност, да се разбереме. Значи, тоа е возможно да се случи во сите фанови и во сите спортски клубови и тука таа треба да се следи се до нивното заминување до нивните домови или пак да некој го гарантира нивното однесување затоа што тие се здружени и таму имаат одредени неформални групи каде што се представуваат како група на навивачи и фанови. Значи мора да тоа се превенира како настан. Само едно мало појаснување во тој дел, да кажеме, она што го спомна Змијанац дека полицијата е таа која што мора да ги предвиди. Значи не се земам сега во заштита на полицијата или дека тоа што се случило не требало да се случи. Меѓутоа, согласно законот што е за насилство на спортски надпревари, да кажеме, секое насилно однесување на група или на поединци пред почетокот на утакмицата најмалку 2 часа и по завршувањето на утакмицата на исто така 2 часа, се рачуна како насилство на спортски надпревари и се санкционира точно по тој закон. Меѓутоа, тука се јавува, да кажеме, друга една
што е како неможност, него обврска, да кажеме, на организаторот и на клубот, кој што доставува писмен допис до нашето министерство и проценките се нивни. Дали се работи за утакмица која што е со висок ризик или пак се работи за утакмица, да кажеме, каде што не се очекува да има нешто. Сега, доколку не станувало збор за утакмица, али утакмицата не е прогласена нели од висок ризик, значи полицијата не ги прави тие проценки и не може тоа да го предвиди. Иако се зголемува бројот на сите овластени или полициски службени лица кои што треба да бидат на обезбедување, или групата ако се растурила надвор по завршувањето на утакмицата, после негде можеби предходно се договориле повторно да се соберат, значи тоа не секогаш може да се предвиди. Пак ќе речем, не сакам значи да се амнестирам од одговорност или не сакам да кажам дека полицијата не е таа која што треба да го чува јавниот ред и мир и граѓаните, нели безбедноста на граѓаните, бидејќи е тоа и всушност една од основните обврски на полицијата, така, меѓутоа не секогаш значи може ова да се предвиди, поготово не ако организаторот не ја предвидел утакмицата како утакмица од висок ризик. Добро, и бидејќи треба да ја приведеме више емисијата до низиниот крај, остана едно прашање кое исто така е еден од ризичните фактори. Ние сме земја, но тоа се последици кои, не знам, се уште ги доживуваме и се уште се потенцијална опасности во оваа насока за која зборуваме вечерва, тоа е дека Македонија е мултиетничка заедница, па имаме појави од тој тип, кога насилствата меѓу младите се предизвикани од нивната различна етничка припадност, што е навистина безсмислено. Многу програми, многу иницијативи се направени, но еве се уште имаме овој тип на проблеми, особено во училишните средини, каде што има ученици од различни заедници. Што да направиме тука? Кои се вашите ставови, препораки? Ќе ја завршиме емисијата. Па, нетолерантноста на разликите, кон разликите доведува до се поголемо проблематизирање на разликите, односно недоволното познавање на другиот. Пред повеќе години правевме едно истражување со млади кои од македонска и албанска етничка припадност во смисла на меѓусебно познавање едни на други, односно културата на едните и другите, и навистина имаше фрапантни податоци дека многу малку меѓусебно се познаваме, дека многу малку познавајќи се многу малку и се вреднуваме едни со други. Така што не е чудно, нели, што анимозитетот произлегува од животот едни покрај други, а не едни со други. Од друга страна пак мислам дека и уште еден проблем што можеби не го загатнавме, а тоа е достапноста на алкохол и психоактивни субстанции, што исто така влијае на порастот на насилничкото однесување на младите, независно од етничка припадност, независно од нели сите други фактори. И тоа е исто проблем на нашето општество што треба да биде сериозно земен предвид за справување со сите последици. Кај повеќе мислам дека треба се посвети внимание што ги поврзува младите, повеќе се посвети внимание на тоа, а помалку што ги разединува. Би сугерирал до речникот и реториката на партиите да поведат повеќе внимание околу тоа како говорат на говорницата во собранието и во секојдневната комуникација која младите ја восприемаат и ја имитираат. Зашто и тие за жал се моделот кој моделот и најодговорни се, би рекол, најодговорни се. Можете да видите сите тие комисии, сите тие настани на кое ниско ниво комуницираат. Сето тако продуцираат како модел, значи не само родителите, училиштето, него и оние кои законодавна извршна власт. Морам да кажам дека имавме ние обиди со 5 мултиетнички клубови, каде што наставниците пред започнување на оваа наша активност ни заеднички не пиеа кафе. Ќе го наведам дури училиштето, тоа беше Панче Караѓозеф и неколку училишта каде што откако почнавме да работиме преку форум театар, ненасилна разработка на конфликти, заедничко креирање на слободното време, бришење на графити, на насилна содржина со мировни пораки